Добар ден на сите првачиња. Јас сум наставничката Марија и денеска ќе ви одржам час по математика. Овој час по математика ќе биде за мерење на време. Ќе учиме да мериме време со минути и часови. Цел на овој час е ученикот да научи дека во 1 час има 60 минути, а во 1 минута 60 секунди. Да научи дека едно деноноќие има 24 часа. Да научи да чита цели часови и часови и половини и да прави проценка на одредено време. За овој час ќе ги подготвите математика втор дел и математика трет дел. Ќе проверите кои од овие страни не се сработени и несработените страни ќе ви останат за после ова видео да се сработат. А јас ќе ти дадам задача за тетратката по математика и затоа ќе ја подготвиш твојата тетратка по математика и училишниот прибор. Подготви се. Часот ќе започне за 1 минута. Ученици, ова видео ќе трае околу 15 минути. Меѓутоа, во училиште, училишните часови, дали знаете колку минути траат? Тие се подолги. Училишниот час трае 40 минути, а одморот трае само 5 минути. Значи, во овие 15 минути ќе научиме нешто ново. Почнуваме. Времето го мериме, значи, со помош на минути и часови. А времето го мери направата што се нарекува часовник. Часовникот работи без престан. Тој е неуморен. Вртат стрелките, вртат, работат и не се изморуваат. Освен ако не му се потроши батеријата, тогаш ќе мора да ја замениме и часовникот пак продолжува да работи без престан. Ајде да видиме како се мери времето. Времето, еве, го мериме со помош на часовник. Часовникот може да биде во најразлични форми. Формата кај часовникот воопшто не е важна. Дали ќе биде округол, правоаголен, во форма на гитара, зајач или мече, тоа не е важно. Што треба да знаеме? Треба да ги знаеме. Броевите од 1 до 12 се подредени во круг кај часовниците и да знаеме која стрелка што означува. Најкратката стрелка, која што е најдебела, ги покажува часовите. Подолгата стрелка, потенка, ги покажува минутите. А оваа третата стрелка, што е најтенка, ама е највредна, без престан врти, не застанува, таа ги мери секундите. Ајде да видиме колку ќе изброи вака кога ќе сврти оваа стрелка еден круг. За да изброиме побрзо, ќе броиме по 5. Не сте го заборавиле броењето по 5. Знам. Почнуваме. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Значи оваа стрелка треба да изброи до 60 и така, кога ќе сврти еден круг, ќе помине 1 минута. Оваа стрелка за минутите ќе се помести за 1 минута. А кога пак таа стрелка ќе сврти вака еден цел круг, тоест ќе помине 60 места, ќе се помести 60 пати, тогаш ќе помине 1 час. Што значи ова, ученици? Дека 1 минута има 60 секунди, а 1 час има 60 минути. Еве, како одбројува стрелката за секундите. 60 такви одбројувања значи дека поминала 1 минута. А вака еден круг кога ќе сврти оваа стрелка за минутите, значи дека одброиле 60 минути и поминал 1 час. Но што се случува со оваа стрелка? Вистинските часовници не вртат вака брзо. Ова е само еден пример како се вртат, нели, стрелките на часовникот и тие се поврзани. Значи не може една стрелка да се врти, а друга не. Сите три се вртат, значи поврзани помеѓу себе. Што се случува кога најкратката стрелка ќе сврти еден круг? Тогаш, ученици, поминал еден ден и уште еден круг кога ќе помине. Поминала една ноќ. Еден ден и една ноќ прават едно деноноќие. А дали се сеќаваме
Кои броеви ги имаше на часовникот? Од 1 до 12. Значи, еден круг, кога ќе сврти најмалата стрелка, најкратката, е 12 часа. Тоа е еден ден. И уште еден круг е ноќ. Тоа значи дека 12 и 12 е 24. Едно денонокие има 24 часа. Значи, запомтете, за едно денонокие, кратката дебела стрелка или стрелката што ги покажува часовите, врти 2 цели круга околу часовникот. Еве, сега ќе научиме како да читаме време од часовник. На овие часовници, жолтата стрелка ги покажува часовите, а сината ги покажува минутите. Она што треба да знаеме, дека сината стрелка, кога стои на бројот 12, тоа се 0 минути или цели часови. Еве сега ќе видиме. Жолтата стрелка стои на 8. Тоа значи дека е точно 8 часот. Овде стои на 3. Тоа значи дека е точно 3 часот. Овде колку ќе биде? Па така е, 5. А овде 6. Значи овие часовници покажуваат цели часови. Еве вака. 1:00, значи 0 минути. 1 часот, 3 часот, 5 часот, 6 часот. Меѓутоа овде, што се случува кај овие два часовника? Сината стрелка е на бројот 6. Тоа значи дека таа стрелка веќе поминала половина пат. И оваа стрелка гледате дека е помеѓу 9 и 10, но се уште не дошла до 10. Затоа ќе кажеме дека е 9 часот и 30 минути или 9 и пол часот. А овде, помеѓу 2 и 3, но се уште не дошла до 3, треба уште половина пат да изоди за да дојде до 3. Сината стрелка е на 30 минути и ќе кажеме дека е 2 часот и 30 минути или 2 и пол часот. Сега ти ќе повежбаш малку, ќе ги прочиташ времињата, колку е часот, значи на овие часовници, и подоцна ќе направиме проверка. Може? Следи ја внимателно, значи долгата стрелка. Внимавај, кога е на 12 е цел час со 0 минути, а кога е на 6, тогаш е час и половина или и 30 минути. Може да направиме проверка? Еве сега, 7 часот, 8:30, 4 часот, 10:30 и 1:30. Доколку сите часови ги погоди точно, браво за тебе! А сега ќе правиме проценка на време. Значи, ајде да ги видиме најпрво овие сликички, да ги разгледаме. Имаме дете што се облекува, девојче што мие заби, дете што облекува чевли, дете што облекува чизми, дете што оди на училиште и дете што се тушира. Што мислите? Ова одењето на училиште зависи од тоа колку далеку живеете до училиштето. Некои живеат блиску, некои далеку. Ајде да видиме кај овие другите сликички за која активност ќе ви биде потребно најмногу време да ја направите. Така е, за туширањето. А за која активност ќе ви биде потребно најмалку време? Така е, за облекувањето чизмички. Облекувањето чизмички е брзо, за разлика од овие врвките што малку ви прават проблем. А колку време ќе ви биде потребно да се облечете? Ако за облекување чизмички ни е потребна 1 минутка, за облекување на сите алишта колку ќе ни биде потребно? Така е, околу 3 минути. Миењето запчиња колку време трае? Од 3 до 5 минути. Облекувањето чевлички со врвки може да потрае додека да се научите да ги врзувате. Околу 2 минути, така. И одењето на училиште, рековме, зависи од тоа колку далеку живееме, а туширањето ни одзема околу 10 на 15 минути. Сега, овие активности, тука што се на овие сликички, се кратки, значи брзи активности, и тие ги мериме во минути.
А сега, што имаме на овие сликички? Дете како си спие и деца во училиште. Дали овие активности ќе ги мериме во часови или во минути? Што мислите? Така е. Значи, овие активности ќе ги мериме во часови. Ние кога спиеме многу време ноќе. Од 8 до 10 часови дечињата треба да спијат за да се наспијат. И затоа нема да употребуваме овде минути, да мериме време во минути, туку ќе мериме време во часови. Иста е ситуацијата и во училиште. Значи, ние сме во училиште околу 5 часови. Оние што се во целодневен, може би малку подолго време остануваат во училиште. Во математика втор дел на страна 12 имате задачи за проценка на време. Значи, оние активности што се побрзи, пократки, ги мериме во минути, а оние што се подолги ги мериме во часови. Тоа е задача што сам ќе сработиш. А сега ќе научиме да цртаме часовник. Како се црта часовник? Ова е многу лесно. Сега ќе научиш. Значи се црта прво еден круг. Тој круг се дели на средина, значи на два дела, десен и лев дел. Сега пак ќе го поделиме на горен и долен дел. И сега забележуваме дека овој круг е поделен на 4 парчиња, исто како пица. Овде ќе го пишете бројот 3. Овде 6, овде 9, овде 12. И сега, помеѓу 12 и 3, на исто растојание, ќе ги пишете 1 и 2, 3 го имаме, 4, 5, 6 го имаме, 7 и 8, 9 го имаме, 10 и 11 и 12 го имаме. Веќе сме ги напишале часовите. И сега, понатаму е многу лесно. Една стрелка на 3, кратката и долгата на 6. Колку часот покажува овој часовник што јас го нацртав сега? Така е, 3,5. Сега, ти во твојата тетрадка ќе нацрташ 4 вакви часовници за да се извежбаш на овој начин и на првиот часовник ќе нацрташ стрелки кои што ќе покажуваат 4 часот, на вториот 1,30, на третиот 7 и на четвртиот 11,30. И секако ќе ги провериш задачите во математика трет дел на страна 39 и 40 кои што се слични вакви со цртање на стрелки според дадено време. За оние што се поупорни и покреативни, сакаат многу да креираат, можат да направат сопствен часовник ваков од хартиени тањирчиња или оние што ги користите за родендените, кои што ќе го украсите по сопствена желба. Значи, најважно е правилно да ги поставите бројките кои означуваат часови, а стрелките ги правите од картон и со шпенка ги спојувате. Значи, не се лепат стрелките, туку со шпенка за да можат да се вртат и да си покажувате колку е часот на часовникот. Ви благодарам на вниманието.